да се заблагодарам на можноста што ја имам сега да се обратам и да кажам неколку работи што се случува изминативе 3 години, но истовремено да кажаме неколку работи што планираме како идна влада, како ВМРО ДПМН, да ги спроведеме во следниот 4-годишен мандат. Ова не се обични избори, ова не се избори во кои што ќе бираме едноставно за политички партии, дали ќе биде тоа ВМРО ДПМН, дали тоа ќе биде СДСМ, дали тоа ќе биде Демократската унија за интеграција, коалицијата Алијанса за албанците и алтернатива или некоја друга политичка партија. Ова се избори во кои што многу внимателно треба да заокружиме за онаа политичка партија и за онаа коалиција која што ќе ни гарантира и ќе не убеди каква иднина сакаме да имаме, во каква држава сакаме да живееме. Ова се избори во кои што многумина ќе си го постават прашањето дали и како треба да постапам за да имам подобра иднина и за себе, за моето семејство, но и за генерациите кои што доаѓаат по мене. Зошто велам дали? Затоа што за жал амбиентот во кој што се случуваат овие избори е многу поразличен од вообичаениот амбиент кога се случуваат парламентарни избори. Поради познатите околности предизвикани од овој вирус, за жал јас тоа го почувствував на своја кожа, во моето семејство и мојата мајка и мојот татко се уште хоспитализирани, но фала му на Бога е се во ред. Така што ценам дека овие услови се прилично предизвикувачки за да донесем одлука дали и кога. Затоа јас сакам да го дадам одговорот на првата дилема и на првото прашање. За мене лично не постои дали и покрај сите овие предизвици кои што го задесе моето семејство, туку сигурно на 15 јули рано наутро ќе излезам и ќе заокружам пред редниот број 14, затоа што се одлучува за единината на мојата држава, се одлучува за единината на моите два сина, но се одлучува и за единината на мојот народ, на моите сограѓани, луѓето кои што живеат во оваа наша преубава татковина Македонија. И второто прашање, односно втората дилема, исто така ја немам, затоа што сум убеден во овие 360 страници кои што ќе ги најдете овдека, читанка наречена проект обнова, кои што се внимателно создавани. 360 страници, збор по збор, реченица по реченица, пасус по пасус се сложувани и редени, и во тие 360 страници има буквално за секого по нешто. Главен приоритет во нашата програма, во нашата читанка проект обнова е економијата. Јас сум апсолутно свесен секаде каде што ќе поминете низ Македонија и кога луѓето ќе видат политичар, прво што им доаѓа на памет е да кажат еве го, овој нов сега дојде да не лаже, да го поддржиме, за да потоа има можност да краде. Отприлика така завршуваат сите разговори на секаде во Македонија, затоа што 30 години некако нашата држава тоне во ова политичко мочуриште, кое што за жал генерации и генерации политичари не успеа нашиот народ да го убедат во спротивното. И јас секогаш тука се обидувам овие 30 месеци од како сум председател на ВМРО ДПМН да ги убедам моите сограѓани без разлика дали се македонци, албанци, турци, роми, власи, срби, бошњаци, насекаде, буквално насекаде се обидувам да ги убедам дека овој пат ќе биде поинаку, дека овој пат ќе биде поразлично. Некаде ми успева, некаде со помалку успех поминувам, некаде воопшто не ми успева, бидејќи толку луѓето се разочарани од ветувања неисполнети, од очекувања нереализирани, што многу тешко е денеска да ги убедеш да излезат и да гласаат за некоја политичка партија, да му веруваат на некој политичар. Но убеден сум дека после 15 јули, кога народот масовно ќе излезе и ќе даде поддршката за победничката коалиција, коалицијата за обнова на Македонија, и овие кои што денеска не веруваат дека можело поинаку, дека можело поразлично, ќе бидат убедени дека конечно имало политичари, имало луѓе кои што стојат до зборот, луѓе кои што заедно со народот работат и луѓе кои што се дел од народот. Јас тоа
на собирите со граѓани често пати го зборувам гласно и велам дека заврши времето на политичари кои што се фино заседнати во кожни фотели, кои што уживаат да газат дебели црвени персиски килими и да се возат во климатизирани лимузини платени од народни пари. Тоа време завршува на 15 јули оваа година. Од тогаш доаѓаат политичари кои што заедно со народот овдека ќе седат и ќе слушаат што има народот да каже, а тоа што ќе го каже народот преку проекти ќе му го испорачаат на истиот тој народ, бидејќи политичарот не е ништо повеќе од обичен чиновник платен со народни пари. Заврши времето на политичари кои што ќе бидат елита во државата, на повластени политички семејства. Денеска мора секој оној избраник кој што ќе биде дел од парламентот, а е дел од оваа победничка коалиција за обнова на Македонија, ќе мора уште на 16 јули да ја научи првата лекција. Тоа е оваа лекција што сега ви ја говорам. И сите оние кои што понатаму ќе вршат некаква задача во владата предводена од ВМРО ДПМН, ќе мора оваа лекција наизуст да ја знаат, на памет. Кога ќе ми го поставите прашањето или кога ќе ги испрашате, веднаш да знаат да кажат дека ние сме народни избраници и дека сме заедно со народот и тоа што ќе го каже народот, тоа и ние ќе го испорачаме. Денеска, после овие избори, почитувани со граѓани, жители на Пластица, политичарот треба да биде жртва. И политичарот треба да го жртвува и сопственото време, да го жртвува животот на сопствените блиски, семејството, пријателите, затоа што ќе нема време за нив. Во овие 4 години ќе треба да си обновуваме Македонија од пепелта во која што ќе ни остават. И тука не ги амнестирам ниту пак грешките кои што можеби во минатото ги правеше и владата предводена од ВМРО ДПМН. Иако имаше многу добри работи. Јас не сакам сега само да зборувам еднострано и да велам само овие 3 години не чинат. Да, овие 3 години се катастрофални и воопшто не чинат. Не ми се бендисуваат. Затоа што се полни со неправда, срам, понижувања, криминал, корупција, Луи Витон ташнички, милиони рекетирани пари, такви се овие 3 години. Одбивам да ги коментирам, сите вие ги знаете и ги слушате. Нема јас што дополнително нешто ново да ви кажам. Истовремено сакам да кажам дека учевме од нашите грешки во минатото. Внимателно го слушав секој еден од вас. Многу внимателно го слушав што го мачи, што го тишти, за да можам утре, кога ќе добиам можноста да не ги повторувам тие грешки. Од тие грешки да извлечам поука и да се коригирам како председател, а истовремено да ги поучам и луѓето кои што ќе бидат дел од парламентот и луѓето кои што ќе вршат определени задачи, да не ги повторуваат истите тие грешки. Учевме овие 30 месеци, не беше лесно, имаше многу критика на моменти. Но како велат, критика од татко, мајка, брат, сестра не боли, туку таа критика те прави посилен, поискусен и поодлучен во твоите постапки. Се боревме, многу внимателно чекоревме во овие 30 месеци. Учевме, ги сложувавме овие 360 страници. И после 30 месеци стојам еве овде пред вас во Пластница исправен и можам слободно со гордо крената глава да кажам дека овој 4-годишен мандат ќе биде можеби најдобриот мандат во историјата на нашата држава. Зошто сум сигурен во тоа и зошто сум убеден во тоа? Затоа што сигурен сум во исправната методологија, како до најмалку 25% повисока просечна плата во еден мандат. Само за илустрација, се сеќавате на нашиот политички противник кога во 2016 година ни ветуваше живот, па ветуваше 30.000 денари просек плата и што ли уште не. Еве ќе ви дадам една споредба. Денеска прочитав податок дека април оваа година просечната плата во Македонија е 25.800 денари, прилика толку. Во мај 2017-та, пред точно 3 години, кога ја превземаа владата, просечната плата беше 22.800 денари. Со сиот интервенционизам, со сето трошење, со целата репресија што ја прават врз работниците и работодавачите,
успеа за само 3000 денари во 3 години да ја зголемат просечната плата. Ке ја подсетам, претходната влада од 12.000 ја зголеми на 22.800 денари. Кога зборувам 22.000 денари и 800, зборувам на природен раст, без владин интервенционизам познат на времето на комунизмот, туку со раст на продуктивноста и со раст на извозот на македонската економија. И денеска ќе го видите истиот мој политички противник, господин Зоран Заев, предпоставувам ќе дојде овдека, ќе ја стави раката на срцето, повторно ќе ја навали главата, ќе ви спомне нешто за жицата, за дека бил изгубен из времето, ќе каже некои збори и по тие прашања и ќе ви даде некој ново ветување. Предпоставувам ги заборавил оние старите ветувања, кои што ги кажуваше пред 4 години, сега нема да ви зборува веќе за 30.000 денари, еве слушате ме, сега ќе ви зборува за 34.000 денари. Сега тоа е нивото кое што го ветува во Македонија. Значи на него за 3 години со сите ваши пари потрошени не му беа доволни да стигне до 30.000 денари, туку стигна само до 25.000 денари, односно 3.000 денари ја зголеми платата, а сега ќе му требаат дополнителни 4 години за цели дополнителни 9.000 денари. Ете тоа ќе биде новото ветување од Зоран Заев. Но јас сум убеден во мудроста на граѓаните. Јас сум убеден дека овој пат раката на срце, малку жицата, малце времето, малце семето и така натаму нема да му помине. Туку сите ние на 15 јули ќе излеземе масовно и ќе го заокружиме редниот број 14 пред името на Игор Дурловски, а со тоа ќе ја поддржиме победничката коалиција и ќе ја поддржиме оваа читанка проект обнова и ќе поддржиме вистински европска Македонија, Македонија која што ќе биде пример на Балканот, а не Македонија во која што денеска не можете да излезете затоа што после повеќе од 10 години Европа ги затвори границите за луѓето кои што доаѓаат од Македонија. Денеска за прв пат вие не можете да влезете после 10 години во Европска унија, затоа што границите ви се затворени поради ситуацијата која што е со оваа пандемија, со овој вирус. Од пред некој ден, за жал, не можете да патувате во Европа. Нема веќе безвизен режим. Сето тоа било попусто. Поради неспособноста на овие политички измамници, ние денеска се наоѓаме на дното во Европа. Но затоа јас кога велам дека луѓето не треба да губат надеж, не треба да губат енергија и мотив, тоа на вистина го мислам затоа што во овие 360 страници имаме буквално одговор на сите овие дилеми и на сите овие проблеми. И за 20% поголеми пензии за пензионерите во еден 4-годишен мандат и враќање на старото законско решение. За најмалку 1000 километри реконструирани локални и регионални патни правци. За најнизок данок во Европа од 8% и за 0% данок за оној кој што ќе вработи млад човек до 29 години. Да се ги вратиме децата дома. Се сеќавате на оние обувки кои што ги редеше СДСМ и Зоран Заев пред зградата на владата пред 4, пред 5 години, кога велеа символички дека ете таа влада е виновна што децата ја напуштија државата, а денеска тој број се зголеми најмалку за 10 пати повеќе. Празна е Македонија, празни се селата, тоа е веќе стара вест, сега градовите се веќе празни. Спуштени ролетни на куќите, оџаци кои што не горат, практично немате со кого здраво да направите низ цела Македонија, без разлика дали е тука во Пласница, Кичево, Штип, Струмица, Гевгелија, Струга, Куманово, Липково или било каде низ Македонија. Раселена е, секој по некого испратил и се радува на една порака во неделата или еден телефонски разговор, или па може би еднашка во 2 години кога ќе им дојде и ќе испие чај со него. Ете таа е таа тешка, сурова, болна реалност која што денеска не се случува во Македонија. А се сеќавате, со раката на срце ви ветуваа дека ќе ги врателе децата, дека не можело да имаме држава ваква каква што е. Тој бил тука и ќе ги врател, и имал, знаел како тоа да го направи, но за жал не успеа. Ке дојде овде и ќе ви велат дека можеле, да, јас се слагам дека можеа, ама ништо не направија. Освен тоа што не
измамија, освен тоа што кажа, по некоја лага буквално ништо не направи. Затоа, почитувани жители на Пласница, почитувани сограѓани, јас би сакал да ве замолам да ја прочитате оваа книга, оваа читанка. Има за секого по нешто, и за земјоделецот, за кој што се предвидени минимум 640 милиони евра субвенции и за гарантиран откуп, и за лекарите, реконструиран и реновиран здравствен систем, кога зборувавме со професор академик Кедев, со доцент Николов, кога создававме програмата во здравството, многу време посветивме на тоа како треба таа да изгледа. Кога зборувавме за враќање на правната држава, многу време посветивме на мерките кои што се предвидени, заедно со професор Силјановска, нашиот председателски кандидат и сега носител во изборната единица 1. Многу внимание и многу време посветивме заедно со професор Каракамишева, со професор Спасеновски, со професор Климовски. Разговаравме, работевме и со професор Славевски, Андреевски, Лазаров, Николов, со многу представници од реалниот сектор, од бизнес заедницата, кога ја создававме економската програма. Во овие 360 страници ќе најдат и оние идните студенти план како да дојдеме до универзитет кој што ќе биде во првите најквалитетни 1000 универзитети во светот. Погледајте, отворете ја, ве повикувам, за секого ќе најдете нешто и слободно тоа што е напишано во таа програма понудете го на жителите на Пласница. Затоа што од првата буква во првиот пасус до последната точка во последниот пасус истата оваа програма ќе биде реализирана. Следниот пат кога ќе дојдам овде во Пласница, сакам, како сега што го гледам Луме, како што ве гледам вас во очи, сакам повторно да ве погледам и да ви кажам, ова го направивме, а ова ќе го направиме. Ние чуда не можеме да ветиме, не сме волшебници. Тоа е невозможно. Никој денеска не може чуда да ветува. Тој што ќе вети чуда или што ќе се фати со десната рака на левата града и ќе ви ветува чуда, знаете веднаш дека не ви ја говори истината. Тоа е денеска невозможно. Но тоа што е напишано во овие 360 страници, од првиот до последниот дел ќе биде испорачен. Би сакал неколку реченици да кажам и за Игор. Маестор Дурловски е човек кој што е сакан дома, почитуван надвор од Македонија во странство. Пред неговите изведби безвоздишки остануваат многу жители, публика во западноевропските земји, Америка, Канада, Австралија, далечниот исток. Човек кој што се љуби сопствената татковина Македонија, човек кој што ги почитува соседите, сограѓаните. Човек кој што е неуморен, еве веќе 8 ден поминавме заедно неколку дена и можам да кажам дека илјадници километри ги помина овие денови. Се сретна со стотици, можеби и повеќе од 1000 наши сограѓани и разговараше очи во очи, лице во лице. Човек кој што се врати дома за да покаже дека може да биде поинаку и да покаже дека треба да биде поинаку. Човек кој што инспирира, мотивира. Затоа ве молам, доколку цените дека тоа што е содржано на овие 360 страници, заедно со маестор Дурловски, излезете на 15 јули. Заокружете го редниот број 14, заокружете го бројот пред победничката коалиција, коалицијата за обнова на Македонија. Јас нема да должам повеќе, знам дека одземавме дел од вашето драгоцено време, но сосема на крај ќе ми дозволите уште една реченица да кажам. Ви благодарам што имав можноста да ме сослушате, да се исправиме, за да се ја исправиме Македонија. Да сте ми живи и здрави, и Луме, и сите останати овдека што сте, да се ја чуваме, сакаме нашата татковина Македонија. Ви благодарам од срце.